Почитувани, ова е Визави на програмата на ТВ канал ВИЗ. Гостин е министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Министерке, добре дојдовте во програмата на ТВ канал ВИЗ. Денеска сте во Струмица и најавувате нови социјални реформи. Можеме ли граѓаните да ги запознаеме за какви реформи станува збор? Добре најдов и благодарам на поканата. Денеска сум во општина Струмица и навистина ми е мило што го посетив и Центарот за социјална работа, во кој што остваривме голем број на вработувања. Ова беше еден од центрите кој што имаше најмал број на вработени, а се очекуваше многу затоа што Струмица е голем град и многу населени места опфаќаме. И со тие 12 вработувања дадовме енергија во центарот прво тој да се разработи со постоечкиот систем, но исто така сите вработени во наредниот месец ќе поминат низ обука за управување со случаи. Главната реформа која што ќе се случува во системот на социјална заштита е поврзување на системот кој што исплаќа пари или социјална помош до сега позната кон граѓаните и вработувањето или агенцијата за вработување. Сега овие два система или овие два центри ќе мора да соработуваат на дневно ниво за секое едно лице кое што се среќава со сиромаштија или ќе прима достоинствен приход, она кое што го ние кажуваме како реформа, како ново нешто. Со тоа што основицата се зголемува за два пати. Ако до сега основицата е 2400, тогаш основицата ќе биде 4000, но сумата која што ќе ја добива едно петочлено семејство, да кажеме 20 возрастни 3 деца или 20 возрастни трето болно лице и 2 деца, ќе биде речиси приближна до минималната плата. И со тоа што сакаме да направиме, не да ги изедначиме минималната плата и социјалната помош, туку оние кои што примаат социјална парична помош да ги извлечеме на пазар на труд, затоа што за сумата која што ја примаат, тие ќе мора да бидат активни на пазарот на труд, да допоминат преквалификација, доквалификација, одредени обуки, да се вклучат во општинско корисна работа за да може нивните работни навики да се вратат и да ние ги сметаме за потенцијален кадар. Македонија е држава во која што имате голем број невработени, а при тоа бизнисот бара работници и вели нема работници во Македонија. Да, нема квалификувани работници, но со спојување на овие два сегмента сметам дека ќе направиме две добра. Од тоа од една страна ќе понудиме квалификуван кадар на бизнисот, но од друга страна ќе извлечеме многу граѓани од сиромаштија. Имаме една тенденција на трансгенерацијски пренос на сиромаштија. Дедото, синот и внукот примаат социјална помош. Исто бабата, мајката, ќерката. И со тоа се создава навика дека вие нешто мора да примате од државата. Не, идејата е секој да придонесува и да си ја заработува својата плата и со тоа да си го прехранува семејството. И многу е важно тие навики и тој концепт да го вратиме во Македонија, затоа што порано сме имале работни луѓе, многу малку приматели на социјална помош. Сиромаштијата настанува кога ќе се изгуби идејата дека сите треба да работиме и да придонесуваме за своето семејство и сигурна сум дека реформата ќе го врати тоа, нема да биде тоа најдно со магично стапче. Министерството статистика, колку граѓани се на рап на сиромаштија, на рап на екзистенција во државата? Така, во Македонија сиромаштијата се пресметува над 20% од населението дека живее во сиромаштија, но многу е страшно да зборуваме за бројки. Во нашата држава пописот е она кој што треба да го направиме. Знаете дека 12 години се одбиваше да се направи попис. И ако ние немате точни бројки за вкупниот број на население, многу е тешко да направите проценка на она население кое што е сиромашно. Но ако ги видиме па и административните податоци, ќе видите дека околу 30.000 домакинства примаат социјална помош. И тоа е голема група на граѓани за кои што системот не се трудил да ги извади од сиромаштво, туку само по трошки им давал и ги оставал во системот. Ние велиме ќе вложиме многу во тие луѓе, повисока ќе биде сумата, не вложува државата, вложуваат сите граѓани затоа што системот на социјална заштита се финансира преку даноци. И сите ние имаме одговорност да следиме дали системот ги извлекува тие луѓе, за колку брзо време ги извлекува и дали праведно се трошат. Но затоа што се давале трошки до сега, никој не се грижел за тоа да ги извлече луѓето, туку ајде да затвориме неколку усти. Ние велиме ќе дадеме многу, но ќе очекуваме многу и ќе бараме одговорност и партнерски однос од сите граѓани кои што ни се во систем на социјална заштита. Тоа ќе го постигнеме само преку спремни социјални работници и стручни кадри кои што поминуваат низ обука, ќе се поврзат со вработените од агенција за вработување и како еден систем ќе го понудиме на граѓаните и ќе сите заедно ќе следиме како оваа реформа ќе дава резултати. Јас првите ефекти ги очекувам да ги имаме во наредната година, но реално ќе можеме да ја премериме оваа политика за 4 до 5 години. Така. Тече пријавувањето за новата поддршка за раст на плати во повисок
повисок износ од минималната плата. Што може да очекуваме од оваа мерка? Оваа мерка се направи во соработка со Организација на работодавачи, заради тоа што знаете ја покачивме минималната плата како влада уште во првите 2 месеци од доаѓањето на власт, со цел и во најкритичните гранки, а тоа се текстилна, кожарска индустрија за облека, да постигнеме еднаквост на платите како во сите други гранки и таму се подигна дури за 3000 денари. Платата беше 8-9 и стигнавме до 12.000 денари. Со тоа се направи одредена урамниловка. Да, ние бевме свесни за истата и рековме дека минималната плата е само првото подигање на платата, но ќе ја отвори спиралата и платите ќе растат. И така и се случи. За одредени работници на следно ниво, работодавачите требаше да ги покажат платите. И затоа рековме за сите покачени плати помеѓу октомври и декември 2017, тоа е првиот удар од минималната плата, дека ние ќе ги обештетиме работодавачите или ќе им платиме 30% од покачувањето. Со тоа до 1200 денари ќе добијат за секој работник. Сега очекуваме тоа помине како закон, се е направено, усогласени се образците, да работодавачите има ли веќе апликации? Веројатно течат, заради тоа што јас очекувам да наредниот месец имаме првата исплата однос на ова и ќе можеме да ви информираме детално за сите статистики. Така, најавивте 20 министерките на срета го може да ги ставаме да го допира дана. Шушка. Добро. Имаше ли проблеми? Не минимално нешто. Добро. Може? Може. Да. Министерке, најавивте изградба на 24 нови градинки на територијата на цела држава, но и во моментов актуелните градинки имаат проблем со кадар. До каде сме со вработување на нови кадри во градинките? Така, ние наследивме еден систем од недостаток од 2000 вработени во постоечкиот капацитет на градинки. И тоа е затоа што системот се запуштал. Имаше многу вработени кои што беа на определено време, секоја година им се продолжувале договорите, немаше соодветен систем на кои се административни службеници, кои даватели на јавни услуги, затоа се зафативме баш за убаво систематизирање на детската заштита. Освен што отвараме градинки, до сега 11 и уште 13 до крајот на годината, затоа што се во тек доградбите или реконструкцијата на постоечки објекти, дадовме исто така и повеќе од 900 вработувања во градинките. Со тоа половина од она кое што е недостаток веќе сме го дале. Но воспоставивме и систем дека на секое трајно упразнето место што се јавува во претходниот месец, во наредниот месец веднаш го сервисираме. Тоа значи систем кој што се грижи па да не ни се намалува кадарот. Ние може да дадеме 900 оваа година, но со пензионирање, заминување или да кажеме инвалидска пензија и така натаму, да луѓето повторно си заминат од систем. Затоа велиме за секое трајно упразнато место ние си даваме или за пензионирање си даваме веднаш ново вработување. И така 900 вработувања оваа година може за една година може да се пофалиме дека сме дале и дека во континуитет ќе ги обештетуваме градинките, но секако се грижиме и за растот на плати. Јас сум веќе во дискусија со работниците и со самите јавни установи градинки, затоа што па и квалитетот за да се зголеми треба да имаме и повисоки плати таму, но секако и обуки. Ние имаме нестручен кадар и во градинките, исто така и во центрите за социјална работа. Моја интенција е, освен што ќе вработуваме луѓе, да тие бидат квалитетни, кадарни, добро да се грижат за нашите деца и добро да се грижат за граѓаните што ни се во социјален ризик. Така, почна учебната година, требаше да имат децата со пречки во образовниот процес, да имаат образовни асистенти. Училиштата требаше и да ги пријават. Кога овие ученици ќе ги добијат своите образовни асистенти со оглед дека веќе учебната година е во тек и тие имаат потреба и помош при нивната настава да им помагаат? Министерството за труд и социјална политика за прв пат во државата донесовме програма за персонални асистенти. Тоа не е еднакво со образовни асистенти. Образовните асистенти се под Министерство за образование и ние преку општинско корисна работа, тоа е преку општините, се ангажираат одредени образовни асистенти. Тоа е една програма. Да не ја мешаме со персоналната асистенција што е во Министерство за труд, за која што ние веќе имаме 100 лица кои што ја користат. Во Струмица имаме 11, ако не се лажам, или 12 персонални асистенти и тоа е една од најдобрите програми кои што до сега сме имале. Тоа е веќе стартувано, може да си ги комуницирате нив и да ви дадат изјави како се поврзани помеѓу себе, како си даваат поддршка персоналниот асистент на лицето, затоа што си има можност сами да се изверат помеѓу себе. Тие поминаа 3-месечна обука, добија сертификати и имплементатор, затоа што и тоа е дел од реформата, е овластена граѓанска организација.
Министерството преку центрите за социјална работа издава решение за остварување на право персонален асистент, а додека услугата се дава преку социјален партнер на локално ниво. И тоа е вистински квалитетен сервис, затоа што не може државата да има се во своји раце. Знаете, мора да децентрализираме, да пуштиме кај другите партнери, да имаме плурална социјална заштита и само тогаш може нештото да биде квалитетно. Така таа е една од програмите на кои што сум горда затоа што даде добри резултати и во нареднијата година во новиот закон за социјална заштита персонална асистенција ќе биде право, но тоа е за лица над 18 години, кои што се вклучени во високо образование, треба да си најдат работа или им е потребна социјализација за движење во околината. Додека образованите асистенти се преку Министерство за образование, тоа е друга програма сосема. Најавивте воведување на социјална пензија. Докаде е оваа постапка и дали буџетот може да ја издржи исплатата на овој вид пензија? Така, социјалната пензија е една добра категорија која што не имаме во програмата на владата и не бегаме од таа програма, велиме имаме можност да имплементираме 4 години, ние сме само година и пол на власт. Очекуваме да сите пресметки завршат многу скоро и да се види дали во новиот буџет, кој што се уште не е објавен, ниту е отворен за дискусија, да видиме дали ќе имаме простор или не, но во секој случај се работи на ова, во процедура сме, затоа што многу е важно да се испитаат сите аспекти, велиме со еден ден стаж лице ќе си оствари државна пензија, но да нема други приходи, колку од лицата се исто на територија на Македонија, така да тоа е една сеопфатна анализа која што ни е важно да ја имаме во детали и после тоа без никаков проблем да си излеземе. Но остануваме на тоа дека ќе имаме затоа што е дел од програмата на владата, а јас се трудам се што е ветено внатре да го имаме многу скоро. Статистиките велат дека постојано се зголемува бројот на жртви на семејно насилство. Најбевте отварање на шелтер центри. Дали може Југоистокот да очекува во скоро време проработување на една таква установа? Така, во овој дел имаме 4 регионални центри кои што функционираат во моментот, беа затворени претходно и не беа во добра кондиција, но ги рестартиравме, им дозволивме да имаат кадар, делот нив ја сменија и локацијата затоа што не беше соодветна и по стандарди. Тие се во Скопје имаме, во Свети Никола имаме, во Кочани и во Полошкиот регион уштедно. Но важно е да кажеме дека во изминатата година се отворија и 3 центри кои што се здравствено-социјални центри за прв одговор при силување, при сексуално насилство, нешто што Македонија досега го немаше, и тие се стартувани во Скопје, Куманово и Тетово, и во Скопје имаме шелтер специфичен само за жртви на сексуално насилство. Што значи дека веќе 5 шелтер центри се активни и постојат и имаме уште 3 позиции каде што се дава прв одговор на сексуално насилство, но продолжуваме натаму. Ние ратификувавме Истанбулската конвенција, оперативниот план е веќе на влада и очекуваме дека сите сервиси во наредниот период ќе треба да се засилено да се отварат, но ги поттикнуваме и граѓанските организации и општините да се обратат во Министерството за труд. Секој оној кој што ќе покаже капацитет за раководење со сервис на локално ниво, ќе може да добие решение и овластување за давање на социјална услуга, секако ако ги исполнува стандардите, и да си се финансира за работата која што ќе остварува. Затоа што законот со Светска банка помина, тоа е за заем, во кој што точно една од компонентите е развој на социјални услуги на локално ниво. И очекувам општините заедно со социјалните партнери да се обратат во Министерството и да им понудиме максимум во поддршка за да остварат сервиси, затоа што не може државата, како што кажав, да ги води сите сервиси. Битно е другите партнери да се зајакнат и да тие ги спроведуваат што поквалитетно услугите на локално ниво. Голем дел од западноевропските земји имаат центри во кои што паралелно се работи и со насилниците, а не само со жртвите на семејно насилство. Ние во Македонија чинам дека имаме само еден таков центар во Скопје. Можно ли е отварање на други центри во внатрешноста? Го имате ли тоа како план и програма во следниот период? Да, со тоа што многу имаме проблем со обучени лица кои што знаат да понудат поддршка на сторители. Јас сум лично основачот на тој центар кој што постои во Скопје, прв семеен центар и кој што нуди заштита за жртвата по посебен модел, за децата кои што се жртви, но и за сторителот. Зошто? За да не дека ние ги смируваме, првата идеја беше тоа, туку ако не работите со сторителот, тој повторно ќе влезе во нова врска, дури да се разведат и повторно ќе стане насилен. Жртвата никогаш нема да се растерети од тие трауми кои што ги имала и повторно ќе влегува во такви врски во кои што може да се најде на насилник, а децата зависно дали
ќе се приклонат кон тоа да бидат жртви или сторители, но во секој случај тие травми мора да се сработат. Така овој интегриран модел е најдобар. И во Скопје функционира, но потребно е да имаме партнери, повторно велам, на локално ниво и психијатри, затоа што овој модел е психијатриски за работа со сторители, кои што се обучени по тие модели за да може таков тип на центри да се воспостава. Така да ако се создадени капацитети во кој да е град, јас ги повикувам да се обратите дека ние ќе им дадеме поддршка да се воспостават тие сервиси. Ние единствено што ќе понудиме во наредниот период се тренинзи за лекари и за социјални работници и психолози кои што ќе може да работат понатаму и да воспоставуваат вакви сервиси секаде низ Македонија, зашто ни се потребни стварно. Хрватска и Бугарија се земји членки на Европската унија, но се уште имаат проблем при имплементација на Истанбулската конвенција. Можно ли и кај нас да се појават такви кочници во лавиринтите на институциите? Докаде сме со таа имплементација? Не очекувам, затоа што ратификацијата помина навистина добро и демократски, морам да кажам. Исто така акциониот план сите институции подеднакво се вклучија. Законската регулатива единствено што очекувам е да се донесе закон за родово базирано наследство, нешто што во Македонија досега се сметаше само за семено наследство. Ние велиме не, врз основа на родот често може да се жртва и токму затоа мора да се постави многу пошироко насилството и очекувам во кривичен законник исто така да додат лесно измените, затоа што кога веќе сте ратификувале во собрание нешто не би имало зошто да се кочат одредбите од кривичниот законник. Но она што ќе оди најтешко е создавање на капацитет за одговор при насилство. Зошто? Тука станува збор за менталитет. Кога ќе ги читате на УНИЦЕФ истражувањата, ние во регионот сме највисоки кога станува збор за воспитување преку насилство. Што значи дека сме насилно општество. Начинот на кој што го воспитувате своето дете, на тој начин и тој го воспитува своето семејство понатаму и своите деца. И тука ме плаши дека кај нас се смета за нормално насилството. Или една шлапаница, или една клоца е како нешто што е очекувано и не смее да се дига паника. Но јас велам во програмата нула толеранција за насилството. И затоа тој дел најмногу ми е предизвик. Како ние ќе го смениме менталитетот и дека многу едукативно ќе треба да делуваме на целото население, но и на стручните работници. Ние имаме социјални работници исто така кои што се обидуваат да смират семејства каде што постои насилство. Тоа не може да се смири кога дошло до насилство. А втора работа имаме полиција исто кога полицајци кои што не интервенираат затоа што себе си се гледаат во одредени ситуации, така ако тој е насилен зошто би реагирал кога има натепана жена. Така да навистина тој дел ќе биде најголем предизвик за нашата држава, но не очекувам институционални бариери кои што нас би не кочеле, но менталитетот и постапувањето по лични убедувања на одредени стручни работници може да се појави како проблем, но имаме 5 години да ја спремиме Македонија за првата оценка која што Кавио треба да ни ја даде. Така. Можно ли е финансиски да се поддржуваат жртвите на семејно насилство со оглед дека голем дел од нив кога го напуштаат домот кој што го делат заедно со насилникот, остануваат без работа, голем дел се без работа, немаат кров над глава, така што се навистина на рап на екзистенција. Можно ли е државата да одвои средства за финансиска поддршка на овие жени пред се жртви, додека да влезат во процесот на трудот? Така, знаете дека ги сместуваме во шелтер. Кога не може да се остане под исти кров, тие заминуваат во шелтер, имаат период од 6 месеци, во кој што стручните служби, ако си ја сработат квалитетно работата и психотерапевскиот третман заврши, да кажеме, во првите, или се стабилизира жената во првите 2 месеци, 4 месеци имаме да ја преквалификуваме, доквалификуваме, да ја пуштиме на пазар на труд, да ги запишеме децата во градинка, во училиште, на нова позиција и така натаму, за да кога ќе излезе од шелтерот може и сама да си плаќа кирија. Финансиската помош и поддршка ја добива само доколку е во социјален ризик. Мене ми е важно во целата оваа реформа да не ги мешаме ризиците. Едно е да некој нема финансиски средства и тоа е веќе сиромаштија и тука си имаме одредени механизми, трансфери што ги даваме. Ако е жртва, тогаш и треба повеќе оваа поддршка да ја извлечеме од таму, да ја стабилизираме психолошки и да ја понудиме работно место, затоа што веројатно таа може и имала, може и немала, но ако е работоспособно лице, е важно да ја вратиме на пазар на труд и да ја нудиме континуирана поддршка, да речеме уште плюс 6 месеци, за да она се врати во еден нормален колосек, но паралелно да го отстраниме сторителот. Што кога немаме шелтер во близина, еве на пример доколку жртвата од Гевгелија ги сместува, дали тоа не е преголем стрес за жртвата и за децата да бидат преместувани во други места? Законот си има одредба дека независно од неговата имотна состојба и дали е негов имотот на сторителот или не си, неве сега да не дискриминирам, но поголем дел се жртви жени, да не се лажеме, тук може да се извлече сторителот.
Но што е дилемата кога го извлекувате сторителот од домот? Дека тој ќе се врати и со оглед на тоа што немаме психијатри обучени за работа со сторители на насилство и ако нема негова волја за да тој работи, тоа значи дека може да се врати во семејството и да направи уште поголем хаос и да имаме смртни случаи. Токму затоа, заради поголема безбедност на жртвата и децата, најчесто ги извлекуваме нив, инаку законот дозволува. Но поинаков систем за кој што ја очекувам да го видиме за 3-4 години, а тоа е одговорни социјални работници, одговорни полицајци, луѓе кои што не се проектираат себе во случај на насилство, тогаш може да сме сигурни дека ако го извлечеме сторителот, стварно ќе го ставиме на место каде што тој нема да може да стигне до жртвата. Но во светот па има и јалки на кои што се обележува сторителот и тој ако се приближи, тогаш се вклучува полиција, се вклучуваат аларми и така натаму. Но велам, тоа е припрема на системот да одговори на тој начин. Иначе најдобри резултати во светот дава кога сторителот се изолира од домот и тој се носи на друго место, а децата и жртвата се продолжуваат со нормалниот тек, секако со поддршка психолошка, психијатриски и така натаму, но да останат во сопствениот дом. Но за тоа ни треба уште многу години работа. Македонија на семејно насилство работи од 2004-2005, може и порано. Но ефектите се навистина слаби. Јас можам да кажам дека во 11 години, кога претходната власт зборуваше за семејно насилство, имаше перфектни кампањи, не се сработеа основните работи. А тоа е да се воспостават сервиси ефикасни и ефективни, кои што се достапни за секој граѓанин. И ние токму на тоа ќе работиме. Едукацијата да, кампањите да, но важно е сервисите да се присутни и системот сам по себе да реагира без да треба да интервенира никој. Инаку до денес се случува да јас како министерка треба да реагирам за да се смести жртва. И тоа не во систем на наш, туку преку граѓанските организации кои што ги финансираме. Ние финансираме плюс 3 граѓански организации кои што имаат обврска да работат на семејно насилство и морам да ви кажам дека исто така ми се случува да реагирам заради несакање да се смести жртва. Се уште ни треба работа на ова прашање. Како се развива пилот програмата на Младинска гаранција? Дали има резултати веќе од оваа програма и има ли идни на низиното постоење? Да. Младинската гаранција е програма која што Македонија е единствената неевропска земја во регионот која што имплементира. И таа ги надмина моите очекувања. Ние имавме поставено 1600 индикатор, 1600 млади лица да се вклучат во оваа програма. Ова програма до денес има опфатено повеќе од 2060 лица, што значи веќе ги надминуваме индикаторите, се спроведува само во 3 града. Но со овие резултати веќе ми дава надеж дека наредна година мора да проширам наместо во 3 града да биде во 3 региони, па да 2020 година или на крај на 2019 година ја имплементираме на национално ниво и да ја загарантираме законски. Ние го следиме словенскиот модел и затоа одиме чекор по чекор, зашто Словенија па е единствената европска земја што има најдобри резултати во младинска гаранција, менталитетот и големината на државата е многу сличен на нашиот. Така да баш ги следиме чекор во чекор и нивните евалуации се дека наредна година треба да прошириме на 3 региони, а за 2 години да одиме на национално ниво и јас очекувам дека таа навистина ќе даде резултати. Денеска го промовиравме и законот за практикантство, кој што навистина ќе помогне младинската гаранција исто така да се систематизира во нашата држава. Тоа ќе значи дека секое младо лице по завршување на образованието, средно или високо, затоа што опфаќаме од 15 до 29 години возраст, ќе може да се вклучи во одредена фирма. Првите 3 месеци фирмата ќе плаќа околу 5000 денари, додека во вторите 3 месеци ќе плаќа до минимална плата. И тоа се посебни практикантски договори за да младите лица се стекнат со вештини да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Така. Се наоѓаме среде референдумска кампања, односно кампањата која што владата ја тера промотивно и информативно кон граѓаните. Во ресорот труд и социјална политика, кои се бенефитите, предностите кои што ги истакнувате во средбите со граѓаните? Европската унија и НАТО се навистина клучен партнер во развој на нашата држава. И сметам дека таа агенда, како што влие на целата држава, така влие и на ресорот социјална заштита, посебно вработување на млади и мобилност на население. Ова укажува дека Европската унија дава огромни финансиски средства и досега, но и понатаму, посебно како ќе влеземе во Европската унија за програмите за вработување. Тоа е едната работа. Но втората работа ви дава можност да имате Европски социјален фонд и да ги користите тие финансиски средства согласно потребите на државата. Ако, да кажеме, е потребно во државата да се воспостави систем за палиативна грижа на стари лица во домашни услови, вие комотно може да ги користите средствата од социјалниот фонд. Ако е потребно да се инвестира во
друг некој сервис кој што е потребен на граѓаните, исто така ви дава можност да се заекнат системите на социјална заштита. Значи тоа е она баш што Европа го дава, едно како стандард, друго како финансиски средства да својата држава ја припремите за нова услуга која што им е потребна на граѓаните. Но она кој што и досега Европа го покаже дека ИПА финансиските средства навистина помогна на Македонија и на Агенцијата за вработување во оперативните програми за вработување, но и во други иновативни како деинституционализација, детска заштита, се за тоа финансиски средства кои што и денеска Министерството ги програмира уште пред влез во ЕУ. Со влегувањето во ЕУ, јас велам, ние стануваме дел од големо семејство кое што на нас како помала држава навистина ќе ни помогне и ќе ни даде подкрепа. Едно е да ги следиме нивните стандарди, но од друга страна да создадеме институции кои што се грижат за секој граѓанин, затоа што нашите институции беа во, како да кажам, пред уништување. Ние навистина немавме институции кои што даваа поддршка на граѓанинот. Затоа се велиме, Европа значи квалитетни, силни институции кои што се грижат за секој еден граѓанин. НАТО исто така е многу важно. Зошто? Затоа што ќе имаме стабилна држава во која што ќе може да имаме големи инвестиции и големите инвестиции значат повеќе вработување и повеќе финансиски средства, повисоки плати за граѓаните. Како реагираат граѓаните на вашите средби, како реагираат на изнесувањето на сите овие предности, бенефиции кои што би ги добиле како земја потенцијален член на Европската Унија? Дали сте задоволни од фидбекот што го добивате? Јас сум пресрекна затоа што сум постојано на терен, речиси секој ден со граѓаните и фидбекот е одличен. Дека сите граѓани чувствувам, посебно оние кои што се поранливи, чувствувам дека се за Европа, затоа што знаат што тоа значи. Тоа значи дека ќе има повеќе за секој граѓанин во нашата држава и затоа се радувам што оваа кампања е позитивна и дека сите заедно на 30 септември ќе излеземе и ќе кажеме за Европска Македонија. Ви благодарам за разговорот. Благодарам.